Стадион. Емисија за вашата вистина. И деканот на Финки, професорот Иван Чорбев. Професоре, дали се гледаме, се слушаме? Јас ве слушам, се надевам ме слушате и вие. Извонредно ве слушам. Кажете ми, дали вас ви изненади овие поздравам податоци? слушателите, да се заблагодарам за можноста да гостувам кај вас. Чест ми е и задоволство. Професоре, дали ве изненади податоци или очекувани се овие трендови се присутни па долго време? Апсолутно се очекувани. Тие трендови се во таква насока веќе десетина години. Ние го чувствуваме тоа секојдневно. Не можам со такви екзактни бројки да излезам, бидејќи нашиот фокус е наставата на идните инженери, ама субјективно се оценува дека има недостиг од кадарот, дека има борба за вработување, платите растат, се чувствува дека ни ги грабаат студентите да ги вработат во трета година уште, така што добро е генерално што е така, меѓутоа си носи последици тоа потоа локално кај нас за IT индустријата, мислам. Например? Недостиг на кадри, и има недостиг на кадри особено за развој на софтвери за Македонија, бидејќи странците плаќаат повеќе. Дали имаме случаеви ваши студенти што отишле? Затоа што прво, дали се точни овие истражувања постојано се актуелни? Ако прашате, ако направите анкета со студентите, 70% од нив не размислуваат да останат тука, размислуваат за странство. Има голем степен на емиграција, ама тоа не е поврзано со состојбата на IT индустријата кај нас. Напротив, вработените во IT индустријата кај нас имаат највисока просечна плата од сите индустрии, околу 65.000 денари. Гледав и тоа е информација од 2019, сега е повисока. Искусни програмери до 150.000 денари стигнуваат и освен што имаат високи плати, ги имаат и сите други бенефиции на работно место кои се незамисливи за други професии на работа. Имаат спортски фитнес им се плаќа, храна во убави ресторани им се плаќа, имаат флексибилно работно време, тимбилдинг настани. Меѓутоа, без разлика на сето тоа, луѓето заминуваат бидејќи не им е пријатно да живеат во држава, од други од општествените состојби. Меѓутоа, сигурно не заминуваат за плата и слично. Дури кога ќе заминат, практично таму имаат слични плати, а трошоците се поголеми, така што не заминуваат затоа што тука некој не ги плаќа или не се среќни со работните услови, напротив. Значи социолошки и психолошки е проблемот, амбиентот ги убива, неперспективноста што владее тука, лошата клима. Целата атмосфера не е пријатна некогаш. Од многу аспекти, нели, здравство, образование, не знам. Ама младите се надеваат дека животот ќе им е посреден, по-квалитетен некаде во западниот свет. Ама таква миграција има и во западниот свет. Од Европа одат во Силиконската долина да се испроба. Значи, некогаш и не одат заради општествените состојби, туку едноставно од некоја амбиција да се докажат во по-компетитивна средина, во по-интересна. Ако од Источна Европа одат во Западна Европа, од Западна Европа одат во Америка, да се пробаат во Калифорнија, а и наши студенти директно одат во Америка. Некогаш едноставно сакаат да бидат во центарот на случувањата, таму каде што се прави најголемиот напредок во IT индустријата. Има наши студенти што одма по дипломирање одат во Google, во Facebook да работат или во други стартапи кои потоа ги купуваат овие големите за солидни средства. Така што миграцијата е нормална работа, во IT индустријата е веројатно малку поголема, затоа што многу лесно се мигрира со IT знаење. Западните земји со широки раци ги прифаќаат дипломците, нели, ние ги градиме, ги образуваме, ги спремаме и потоа тие со задоволство ги прифаќаат како спремни инженери кои ќе придонесат во растот на нивната економија, на нивната индустрија. Да, професоре Чорбев,
ај малку финки да го опфатиме. Имате и вие голем раст, може би не соодветен на условите, затоа што се зборува дека кога доаѓале тука странски инвестиции, увидувале дека кај нас само се зборува дека имаме многу високо образовани луѓе, дека не растасуваат од вашата фела поготово. Тој број се зголемува, тоа не е доволен. Значи, состојбата со студирањето кај вас, какви студенти се запишуваат, и се разбира, апропо ова што се случува сега со пандемијата, со дигитализацијата, веројатно правите нови програми, размислувате да го подигнете нивото на образование, нови професии да воведувате, нови насоки, силабуси, како се викаат, во процес на финки. Значи, кратко за тоа да ни кажете и се разбира тука техничките услови, просторните услови, кои што се уште не се решени. Зградата стои замрзната на кампусот таму, Кирил и Методи. Финки сега на 30 март прослави 10 години од своето формално формирање. Не прослави затоа што во пандемијата не можеме да славиме, го одложивме славењето за потопли месеци, кога се надевам после вакцинирање ќе се смири кај нас работата. Во тие 10 години бројот на студенти кои ги запишувавме од првата генерација, околу 600 студенти, стигнавме до околу 1000, над 1080 пред пар години, така што растот на примените студенти е континуиран. Што не значи дека и бројот на дипломирани расте со тоа темпо, бидејќи ние се грижиме квалитетот да се задржи на повисоко ниво, па не сите запишани дипломираат, нели? Нели техничките науки си имаат своји предизвици и треба посветена работа за да се заврши, за да може дипломата на финки навистина да носи некаква тежина, да биде гаранција за нечии знаење и капацитети. Околу странските инвеститори, често пред да одлучат поголеми IT компании и помали, доаѓаат кај нас на разговор да прашаат што може да очекуваат од аспект на кадри, или ги носат овие луѓето од овие агенциите за странски инвестиции, или ги носат некои нивни македонски партнери кои потоа ќе учествуваат во новоотворените IT фирми. И секогаш кога имаме состаноци со тие гости, се задоволни од содржината на нашите студии, а потоа се задоволни од квалитетот на вработените и во неколку наврати ми е изразено тоа задоволство. Студиските програми ние ги реновираме формално на секои 5 години, кога и истекува акредитацијата според Законот за високо образование, но освен што ги реформираме на секои 5 години, при акредитацијата ги правиме доволно флексибилни во своите содржини, за да може во тек на 5 години, додека една акредитација е во сила, да можеме да делумно да ги унапредуваме содржините. Никогаш во акредитациите не внесуваме екзактно кој програмски јазик ќе се учи, туку се дефинира теоретската рамка на тој предмет, а потоа од година во година програмскиот јазик може да се менува, онака како што во светот се менува атрактивноста на програмските јазици или излегуваат нови и слично. Така што последната акредитација ни е од 2018 година, значи веќе 3 години е на сила и апсолутно тие акредитации се работеа според ACM, препораки за високо образование во компјутерски науки. ACM е Светска асоциација на информатичари, која дава препораки за содржина на студиски програми, така што нашите студиски програми се рамо до рамо со сите светски универзитети во смисла на содржина. Сега условите за работа, за жал Финки го прослави 10-тиот роден ден без се уште да има сопствена зграда. Пред 5-6 години започна изградба на зграда. МОН организира таква градба. Ние како факултет немаме ни финансиски средства, ни капацитет да градиме објекти кои чинат милиони евра, нели? МОН распиша тендер, се фрлија темели, се стигна до некаде. За жал пред пар години банкротираше изведувачот на градежните работи
Сега ние со нетрпение очекуваме Министерството да го обнови тендерот, да се ретендерира, да се избере нов изведувач на работите и час поскоро да продолжи со градба. Бидејќи сега сме сместени на техничко-технолошкиот кампус на УКИМ и ги споделуваме зградите со електротехничкиот факултет, со машинскиот, со технолошко-металуршкиот и таму реално ни е тесно на сите. Сите тие факултети имаат амбиции за раст, сите имаат постојано нови проекти, им требаат нови лаборатории, се купуваат, со странски проекти, нема каде да се сместат тие лаборатории, работуваме асистенти, демонстратори, нема каде да им дадеме канцеларии да работат. За студентите се обидуваме да не чувствуваат проблеми. Сме реновирале многу на тој кампус. Ние од Стапија лаборатории од ТМФ околу 6-7 ги претворивме во компјутерски лаборатории и имаме околу 200 компјутери, 250 во секое време за изведување лабораториски вежби, за испити, така натака. Меѓутоа, мораме да работиме во 2 смени, например, од 8 до 8. И тешко е, и нова зграда би многу би ги сменила работите, не само за редовната настава, туку има бизнис акцелератор УКИМ кој што е на нашиот кампус, простор треба и таму за да може студентите своите нови идеи да ги лансираат во продукти, во собствени бизниси кои потоа ќе стават Македонија на мапата на иноватори во светот. Нели ние ги учиме студентите да не се само добри работници во туѓа IT компанија, туку во нашите програми, она што е актуелно во светот е да имаме и одредена доза на менеджмент вештини, маркетинг, бизнис, soft skills, за да може инженерите не само да се работници во туѓа фирма, туку и да бидат сопственици на стартапи и своите идеи да ги преточат во некаква нова апликација која ќе направи бум во светот. Професоре, да прашам само... Примерите, ама... Да ве прашам само... Сега со завршување на пандемијата се надевам есенва, доколку со малку среќа и со малку вакцини се вратиме во физичка настава, повторно ќе се вратиме на истите проблеми со немање доволно училници за настава. Професоре, дигитален живот, дигитални навики, онлайн работа од дома, електронска трговија, прочитав информација дека кај нас исто така драстично се зголемила, што е онлайн купување, биткоини, електронски пари, електронско банкарство, електронски мозок, вештачка интелигенција. Пандемијата, што можеме од неа да научиме, што ни донеси, што доправа ќе ни носи во еднина светот за, не знам, за многу степени драматично се менува. Не само поради пандемијата, оваа дигитална ера е почната и пред тоа. Денешната технологија толку брзо се менува, се развива, што не сме ни свесни, за разлика од порано, кога многу поспоро одеше тоа и ни требаше се навикнеме сега, како да го живееме тоа и не ни забележуваме кога нешто ново ни се случува. Каде е крајот? Или нема крај, ова е бесконечност. Кои се едните професии? Не се информатичарите обични механичари, треба аналитичари, треба социолози, психолози. Што покажуваат светските трендови во тие ваши кругови, професорите, кога зборувате, кога истражувате? Дефинитивно во светот, а и во Македонија, процесот на дигитализација беше забрзан, а сега има еден виц се врти, вика кој ја предводеше дигитализацијата во вашата компанија. Одговорот е коронавирусот COVID-19 ја предводеше дигитализацијата. Значи, ако степенот на дигитализација и воведување на електронски сервиси или далечинско образование или слично се одвиваше со некакво полубавно темпо во секоја држава различно, кај нас со некое просечно, да речем, темпо, а коронавирусот, пандемијата ги забрза тие процеси немилосердно. Дури и ние кои бевме некакви пионери во дигитализацијата за употреба на онлайн платформи за настава, во електронски сервиси за студентите и така натака, долго време спремавме видео лекции да се направат за
за да имаат студентите на располагање, меѓутоа не ги правевме тие видеолекции, немаше доволно притисок за тоа. Меѓутоа, за една недела лани, кога се забрани физичката настава, наеднаш се организиравме тие видеолекции да ги обезбедиме. Значи, кога имаш притисок нешто да направиш, многу побрзо тоа се прави. Финки, нели, гледаме што се случува надвори, ги имплементиравме кај нас тие работи уште од повода, не знам, електронски индекс за студентите, електронски сервиси од секаков тип, се нормално мала кочница беа некакви законски регулативи кои инсистираат на хартиена архива за некои документи, па моравме хибридни решенија да имаме кога се правиш електронски, ама мора да имаш и хартиен бекап порано или подоцна. И сега со пандемијава и со модернизирање на законската регулатива, сето тоа се напушта со хартијата и се оди дигитално повеќе. И секогаш Финки бил на располагање да ги трансферира тие искуства со електронски сервиси на други чинители во општеството. Нели, помагавме на МОН да се воспостави систем за далечинска настава за сите основни и средни училишта. Еве, за среќа оваа школска година како така ќе се заврши со таа платформа што Финки ја изгради за 2-3 недели во август 2020 година. Исто и за универзитетот, учествуваме во разни советодавни тела и во разни министерства да дадеме совети, консултации како да се модернизираат некои текови процеси, секогаш кога било од нас тоа барано. Не сме штеделе време за да помогнеме да се воведат нови електронски сервиси. Еве сега соработуваме со градот Скопје, со јавното сообраќајно предпријатие да се воведат дигитални потврди за редовен студент, за бесплатни месечни карти, за да не мора студентите да носат хартиени потврди за редовен студент на ЈСП за да добијат бесплатен месечен билет. Работиме на онлайн уплати на студентите да не мора со уплатници во банка да се оди и сето тоа. Значи, меѓутоа за се треба време и треба да се вложува пари. Треба некои програмери да го програмираат тоа, некој треба да го тестира, некој треба да го стави во функција, некој треба да го одржува. Иако порано се трошеле пари за печатници, на пријави за испити, на листови, сега мора да се купуваат сервери, да се закупува појаки интернет линкови, да се плаќа одржување, да се вложува во сајбер безбедност, мора да се има фаерволи, да се има оптички врски. Знаете, дигиталната настава не значи само да ставите на некој сервер слайдови или да имате телеконференцијска алатка, па ајде ќе се зборуваме. Например, лани итно стапивме во контакт со телекомуникацијските оператори во држава за директно да се врзат на оптичката мрежа на УКИМ за студентите преку своите домашни интернет врски да добијат побрза, поквалитетна и поевтина видео презентација, бидејќи ако се поврзуваме ние преку странски рути, секи е поспоро и полошо. Значи, многу е комплексен проблемот, не е само стави слайдови или стави на YouTube видео, има learning management системи во кои што мора сите да се членови. Околу професиите да ми кажете, кои професии ќе бидат топ професии во Едина? Ние на студентите им викаме дека во моментот кога се запишуваат кај нас, работните места на кои тие ќе работат се уште не се измислени. Значи тие одека студираат, се појавуваат нови работни места, нови програмски јазици, нови работни позиции, така да тие кога ќе завршат, ќе работат на позиции што не постоеле кога тие се запишувале. Меѓутоа, во IT индустријата има многу поддомени и субспециализации да ги наречам, и ние во студентските програми се обидуваме да ги покриеме сите, од класично програмирање до продажба на софтвер, до тестирање на софтвер, до конфигурирање и одржување на серверски системи, cloud computing, односно хостирањето на содржини во облак е апсолутен тренд. Сајбер безбедноста знаете дека е клучна, бидејќи со мигрирање на сите сервиси од хартија во електронски сервиси стануваме многу поранливи на сајбер напади и тоа го покриваме во студиите.
така што новите работни места ќе бидат композитни, бидејќи програмерот не може да биде сам затворен и да програмира, мора да има интеракција со клиентите, да ги сослушат тие што бараат, мора, ако работиш медицински софтвер, мора интимно да се запознаеш со потребите на докторите, ако работиш банкарски софтвер, мора со банкари да сватиш убаво што се случува во една банка, или значи мора сестрани луѓе да бидат, не се оние митови дека информатичарите се некои некомуникативни ликови затворени во својата собичка со многу брза храна и големи научари. Добро, ве прашам само е вообичаено прашање. Вие сте професор, декан, добар во оваа област, извонреден. Па што барате во Македонија? Или нема граници, можете да работите од тука, не е тоа веќе никаков проблем? Па, често се појавуваат можности да ја напуштиш државата, меѓутоа ете од поодамна сум решил дека сакам да останам тука и со поминување на годините се помалку размислуваш да заминеш, ке формираш тука семејство и слично. Секогаш се надеваме дека работите ќе станат подобри. Не само се надеваме и се трудиме да помогнеме да станат подобри. Сме учествувале во разни студии за унапредување на работите. Може би ќе замина, ама за сега не. Некаков патриотизам е за мене да останеш и да се трудиш да работиш, не да заминеш. Ако заеднички се потрудиме сите, можеме да направиме тука да ни е исто убаво како таму. И плюс, како беше, за човек што знае да живее убаво и тука и таму. Стадион. Емисија за вашата вистина.